Често го користиме изговори дека сами не можеме ништо да направиме. Кој е вашето мислење? Апсолутно не се сложува. Сега под сами повторно има различни аспекти. Сам јас, сам моето семејство, сам јас како држава. Можеме многу да направиме сами и ние тоа го покажуваме, затоа што ние како држава во развој немаме обврски да редуцираме квантификувано се уште во рамките на конвенцијата. Меѓутоа, го правиме тоа заради нас. Зошто го правиме заради нас? Затоа што сакаме да зголемиме сопствената продуктивност и сопствената компетитивност. Нашиот производ и нашата услуга да бидат конкурентни и на европски и на светски пазар, со тоа што нивното производство ќе побарува помала потрошувачка на енергија. Значи, апсолутно мислам дека секој дома и како индивидуум и како семејство и како држава треба и мора да прави сам и во отсуство на некои можеби глобални механизми, затоа што ако навлезете подлабоко во Парискиот договор ќе видите дека националните придонеси не се правно обврзувачки. Тие се на некој начин волонтерни придонеси од државите, кои што придонесуваат да се реализира глобалната цел за непокачување на температурата за 2, односно 1,5 степени до крај на векот. Повторно, на крајот на денот се сведува на домашните акции, на домашните политики, на свесноста на самите политичари, колку е тоа добро за сопственото добро. Климатските промени ние како Министерство ги гледаме како можност за раст и развој, а не како закана за растот и развојот. Kur tashmë e dim se duhet të zvogëlojmë gazrat serë, pse është aq e vështirë për të arritur qëllimet? Одговорот на ова прашање можеби треба да се гледа од повеќе аспекти, национален аспект, регионален аспект и глобален аспект. Слободно можам да кажам дека она што се однесува на национален аспект, како политика е веќе вградено во многу потребни стратешки документи. Она што е најбитно, сме направиле интеграција на климатски и енергетски политики. Значи, првпат во историјата е вградена компонента на декарбонизација во стратегија за развој на енергетика. И тоа е исклучиво, мислам, успех не само на нашето министерство како иницијатор, туку и на сите актери кои што прифатија таа наша иницијатива. Регионално, преку енергетската заедница се поставуваат дополнителни барања, кои што како регион кој што традиционално почива на одредени тип на технологија, значи на јаглен, е потребна навистина трансформација и тоа на повеќе сегменти во општеството, што секако не поминува со ризик врз социоекономскиот живот на граѓаните. Можеби таму лежи одговорот зошто одредени мерки не се спроведуваат или се спроведуваат со по-ниско темпо од она што е побарувано. А глобално зборувано, знаеме на глобално ниво што се случува, најголемите емитери како ги редефинираат своите политики зависно од политичката констелација во моментот која што е на власт. Знаеме што се случуваше со минатите политики на Соединетите Американски држави, со сегашната политика, што се случува со Кина, со Индија, кои што имаат статус на земји во развој, во рамките на рамковната конвенција, а стануваат високо прогресивни, односно високо емитерски држави кои што полека треба да го менуваат својот статус. Значи, одговорот лежи во повеќе аспекти и можеби во влијанието на одредени лобија. Не зборувам сега за националното ниво, зборувам за некои пошироки нивои, каде што некои интереси можеби преовладуваат во креирањето на некои глобални политики. Кои се заложбите на Република Северна Македонија за конференцијата за климатски промени на Обединените нации во Глазгов годинава? Можам да кажам дека имаме високи заложби, имаме високо амбициозни заложби, меѓутоа реални заложби заснивани на научни докази, на претходни анализи низ многу документи, со работа на голем број научници и тие во моментов се во владина процедура на усвојување. Ке настапиме со така наречени унапредени национални придонеси, кои што се разликуваат од првично доставените во повеќе аспекти, опфаќаат поголем број сектори, значи станува збор за economy wide targets, се квантифицирани во однос на базна година на 1990 година, градени се аспекти на одржлив развој, значи пресметани се позитивни придонеси кон одржливиот развој,
потенцијал за генерирање на работни места, вклученост на млади. Понатаму, ако сакате како бројки тие, значи би изнесувале околу 51% намалување во однос на 1990-та до 2030-та или доколку се вгради и секторот шумарство како попивател на емисиите на стакленички гасови, 81% намалување на емисиите на стакленичките гасови. Тоа е она што би сакале ние да го усвоиме како амбиција и да го промовираме на предстојниот КОП низ настапите на председателско ниво, на министерско ниво. Тука многу ја гледам и поддршката на идните млади амбасадори како дипломати, како македонски дипломати за едноставно за расејување и промовирање на нашите заложби кои што се препознаени и од Директоратот за клима и од енергетската заедница како високо амбициозни во регионот. Сметам дека тука младите може многу убава улога да имаат во смисла на поттикнување на останатите млади во другите држави да ги поддржуваат, односно да ги интерпретираат заложбите на своите влади. Тоа содејство помеѓу владите и младите е многу важно затоа што последиците од климатските промени на крајот на денот во 2030-та, 40-та и 50-та вие ќе ги чувствувате како млади. И затоа сметам дека е потребно да едноставно бидат на одреден начин маркетинг да се направи правилно искомуницирани овие заложби. А од друга страна, она што го очекувам е да бидат препознаени на глобално ниво заложбите на вака мали држави, да ги наречам, кои што немаат обврска да квантификувано ги редуцираат своите емисии. Очекувам да се усвојат стандарди за сумирање на резултатите од државите членки. Очекувам да поголем број држави настапат со засилени собствени амбиции. Меѓутоа, очекувам да глобалната заедница направи вистински матрици, водичи или нешто што е потребно, да тоа правилно може да се сумира, да се пресмета, затоа што е многу тешко да се споредува инаку. Ако немате воедначен начин на споредба, на обврска што пропагира една држава и обврска што пропагира друга држава, не може да се пресмета успехот на државата. Така што имам доста високи очекувања од овој предстоен КОП, како и собствени, значи од собствената држава, така и од останатите држави учеснички.